Слушај, вамо, драги мои пријатели и пријателки, не знам, може би само да го прочитам тоа што имам да го прочитам е сосема доволно, ама ако утнавте ова, мислам дека е така сочното што ни се случи политички изминатава недела, иако има многу работи за анализа и во светот и кај нас, но никој, никогаш, никаде, небитно, најнебитно се појави Стево Пендаровски кај неговата колешка, партиска нормално, и се знае да е бурек, се изнатреска. Имено, Стево, мистер The Stoker, The Stoker сум ја, јеј! Вели, многу било лошо, многу било лошо, што нашиот премиер бил близок со Доналд Трамп. Ало, чекај малце, чекај. Вие у партија се договоривте ли, живи све, дали се договоривте? Нашиот премиер е небитен и не се знае со Доналд Трамп и небитен е кај Доналд Трамп и нити го виделе, сам се пикнал таму под тепихот, се протнал и така натаму. Или се знае со Доналд Трамп. Ова е шизофренија, значи две крајни спротивни размислувања од едната и од другата страна. Да, јас сум ненормалниот. Знаете колку сум среќен што сум јас ненормален. Ако ова се паметните, ако ова се интелигентните, ако ова се праведните, ако ова се прогресивните, фала ти Господи што ме направи ненормален, ама барем не сум будала како вие. Значи, одлучете, ве молам, дали премиерот Мицковски е небитен, дали Доналд Трамп не се знае со Мицковски, Мицковски не го знае и не се блиски, иако имаше 300 објави, да не почнувам од нашиот милиардер Крис на Рамбл и така натаму. Небитно, но ја велам, чукни се по главата. И втора работа, ја очекував некоја реакција, ама повише мислев дека ботовите, Твитер, Фейсбук, ваму таму, обичено народ, нели, стоката, така реагира, не знае баш конкретно кога реагира, што да изреагира, но затоа знае кога гласа, како да гласа. Сега, excusez-moi, pardon-moi, je c'est le capitaine de l'Ohrid, monsieur Александар Николовски, директно од пристаништето во Охрид со бродот Траект, кој го потопи Титаник наречен Стево Квиско. И вели вака, Стево Пендаровски, човек кој 2 пати изгуби председателски избори, вториот пат со историски неголема разлика, после 10 месеци реши да се појави во јавноста. Душиче, решил да се појави во јавноста. И да го напаѓа премиерот Мицковски и ВМРО ДПМН заради поддршката на САД и председателот Трамп. Пендаровски, кој иако вети, не се откажа од доживотната пензија на грб на граѓаните, да памтите дека он вети, нема да земам ја пензија, ја ќе оставам таму за кучичи, мачичи, ичичи, бечичи, да они једово и онда тоа жглап, си ја лапна пензијата. Не, но следува. Ама бар чути си бе, не збор, нема да ја земам, леле, колко е фен, нашиот Стево Пендаровски, ја не знам зашто толку изгуби. Пендаровски, кој иако вети не се откажа од доживотната пензија на грб на граѓаните, го напаѓа председател на нашиот стратешки партнер број 1 и арогантно дели ум на светски лидери, а сам себе не се гледа. Човекот кој масовно ја злоупотребуваше агенцијата за разузнавање со наредба да фабрикуваат извештаи за нас од ВМРО ДПМН дека сме проруски, антизападни, антиамерикански, за мене слушам напишале дека сум представник на иранско-турско-унгарското влијание.
Александар Николовски, нашиот министер за транспорт. Халам салали иранско, турско, бечош, гулаш, илантуско, леле мајко моја. Добро. И пуштаа гавази да ги мола стратешките партнери, полуодносителите на листи на ВМРО-ДПМН да завршат на црна листа за така да се спасат од пораз. Истиот тој сега е најантизападен и најантиамерикански. Стево, троши пензијата, не се брукај, не ја руши позицијата на Македонија и дружи се со пријателите од Агенција за разузнавање, дур можеш. Ја се извинувам после вакво шамарење, рете да се јавам во итна помош. Греота е човекот после ваков чотек јадење. Ало, драги, уште си убрзо по? Да. Дај бе доке Стева. Греота е. Не бе овој Охридјанесов. Со суви гевречиња го маваше. Да. Да, попара целиот е модрици напред. Не може, мислам дека у кома веше шешердисане. Да. Добро. Цаци ќе даде трансфузија, не се секири. Да, ајде така. Слушај, мамо.